Еве на лице место за сите тие што викате дека нема оштетување на локалитетот. Понапред луѓето чувале стока, а сега стоката ископува на археолошки локалитети и уништува археолошки слоеви. Тоа е разликата од денешната и од праисторијата. Се наоѓаме моментално во село Спанчево, Кочанско, и сега се упатуваме кон локалитетот Свети Атанасий, кој што представува енеолитско светилиште. И тука е ли значи Чичковци со багери дојдам? И тука Чичковци со багери сега да се напонават, да се премести овде. Решили да уништат све што е праисториско во Македонија. Керамика излазе из земја. Ево овде некој собирал. Кој беше? Депо. Ево во некој случај можеме да видиме какво керамика веќе имаме само на неколку сантиметри од површината на земјата. Ajde, Jan, ajde. Последните археолошки истражувања на локалитетот се никаде пред 15 и повеќе години, со што е датиран и се констатирани наоди. Се работи за светилиште кое само по себе не опфаќа голем простор како праисториска населба. Работиме веќе 2 недели на ова истражување, на оваа кампања 2015 и наку таа е 6-та поред во низата на истражувања со некоја пауза од 1 година, доколку се сеќавам. За локалитетот се имат пишувано повеќе трудови од истражувањата кои што се има случено во периодот од 2008 до 2013. И истражувани се две страни, значи северен сектор и јужен сектор. Ние моментално се наоѓаме на северната страна на локалитетот. Значи градежните активности се случуваат на јужната страна. Јас на локалитетот Панчево работев од 2008 до 2010 година како раководител и можам да ви дадам информација од мое лично видување, значи, за локалитетот, иако во изминатите 13 на години веќе си постоеше друг раководител. Првите истражувања ни покажаат дека се работи за исклучително ретко наоѓалиште, потврдено е дека се работи, станува збор за светилиште од периодот на раниот енеолит. Откриени се многу антропоморфни и зооморфни фигуринки изработени од керамика и голем број на керамички материјал кој што пред се покажува за култни предмети во минатото. Овде живееле луѓе кои што имале на некој начин напредна цивилизација. Имале првите, тоа е времето на првиот метал, бакарното време. Еве, и во овој период, колега, се јавуваат и овие цедалките керамички. Културниот слој е многу тенок и затоа многу лесно може да се оштети. Со, не дај Боже, еден потек од багерот може да стигне до самата карпа и здравица. И за секогаш да се уништи едно значајно место за културата, за праисторијата и за човештвото. Дојдовме пријава од страна на жители на 18 февруари, веќе на 19 излеговме, видовме ситуацијата, на 20 беа известени управата и други институции. И до сега гледаме градежните активности си течат без прекин.
и немаме никакво образложение за ощетеното. Стручната екипа на Националната установа Завод и музеј Штип ја следи состојбата уште пред да се појават сите информации, која е и наша службена должност. По сите информации пак направивме увид и констатиравме дека на терен не се констатирани никакви оштетувања и загрозување на локалитетот и на културното наследство. Во консултација со општина Чешиново Блешево, известени сме дека фирмата ги поседува сите документи за градежни активности со дозвола за работат сите институции од 2013 година, со важност од 10 години за рок на отпочнување на работите. Од она што нас како институција не интересира е дека градежните работи се во близина на локалитетот. Меѓутоа, во моментот нема констатации од нарушување на интегритетот на локалитетот и не се појавуваат наоди кои би укажувале дека локалитетот има пошироко распространетост. Во ситуацијата на праисториски локалитет, доволно е да се зачува тоа подземјата и да се заштити од безправни искупувања, бидејќи таму се меморирани ситуации од минатото со милениуми зачувани. За да се зачува, како што веќе напоменав, се работи за многу тенок културен слој. Било кој инвеститор би требало прво да обезбеди, тоа впрочем и со законот е предвидено, да обезбеди прво истражување на целиот простор и потоа да интервенира во делот, затоа што нормално не можеме да го сопреме напредокот денешен, меѓутоа мора тоа што го имаме да го сочуваме, да го истражиме и да го сочуваме и за идните генерации. Главен интерес на истражување е неолитскиот период, што е за една фаза постар од местото на кое што се наоѓаме, но ме заболе исто како за неолитски локалитет, ме заболи и за овој локалитет што се случува овде, затоа што прошетавме наоколу, околу целата површина и насекаде се забележуваат керамика, дури додолу има керамика. Покрај големиот дел на, големиот број на фигуринки, антропоморфни и зооморфни што се имаат најдено, посебно место зазема една машка антропоморфна фигурина, која што е реткост во периодот на праисторијата, бидејќи било матриархати и во тоа време поголемо значење се давало на жената како мајка и тука на локалитетот фигурините се наоѓаат кршени. Така што еве апел до институциите да се крене нивото на соработка со граѓаните пред се, но и меѓусебната соработка се со цел да се заштити нашето културно богатство, културно минато, кое што не прави на некој начин и цивилизирани во 21. век. За жал, се однесуваме крајно нецивилизирано во денешно време со културното минато.